Гостува Весна Трајковска, директор на Државното средно училиште, регионален центар за стручно образование и обука во Куманово. Господја Трајковска, добро вечер и ви благодарам на гостувањето. Добро вечер и од мене, добро вечер на вашите гледачи и секогаш ми е драго кога учествувам на вашата емисија. Новата учебна година започна со целосно реконструирано училиште, но од друга страна изминува вториот месец од новата учебна година, а дел од учениците се уште следат онлайн настава. Тема која што можеби нели остава простор за прашања и дилеми кај родителите и кај пошироката јавност. Може ли да ни појасните зошто дел од учениците се уште следат онлайн настава? Дали целосно е завршен проектот за реконструкција на училиштето и кои се роковите? Така, навистина со задоволство можам да кажем дека нашето училиште е целосно реконструирано и е едно од најубавите училишта што ги има во нашата држава. Значи можем да кажем дека целиот проект што се одвива во реконструкција на нашето училиште се состои во две фази. Едната фаза е градежна, другата фаза е набавка на опрема. Првата фаза, која што се однесува до градежни работи, е целосно завршена и со големо задоволство можем да кажем дека тука реновирани, реконструирани се многу повеќе објекти, не само еден, туку и вие сте биле во нашето училиште, па знаете дека не е тоа само една зграда, тука имаме, да речам, еден цел кампус, кој што се тоа нешто треба, со овој проект требаше се тоа нешто да се реконструира и стави во употреба. Именно најпрвин ученичкиот дом. Тоа ни е едно од најголеми задоволства, да ученички дом кој што не е во употреба со години, кој што беше запоставен и од 2001 година наваму, имаше живеја тука неколку семејства од избеглици од војната, што се случуваше во тој конфликт што беше во 2001 година, но 20 и неколку години самиот интернат, ученички дом е вон употреба и беше руиниран комплетно. Сега, со овој проект на Министерство за образование и наука и владата, нашиот ученички дом е целосно реновиран, комплетно е опремен, со, да не речам, малтене хотелска услуга, значи таму секоја соба е со по 2 ученика, значи со идеални услови, каде што можат учениците да престојуваат и да се стекнуваат со знаење. Потоа во тој дел уште реновирани се и работилниците. Ние и порано сме ги користеле, меѓутоа тоа се работилници кои се направени уште од самото создавање на училиште и од тогаш па наваму никогаш ништо не е реновирано и еве сега после, да речам, некаде 70 години дојде ред и сите работилници и хангарот да бидат реконструирани и поправени. Кога ќе кажем реконструирани и поправени, не мислам само на она нешто да окречиме, да направиме некоја фасада и толку. Значи во тој дел е целосно реконструирано, значи да малте не дојдено до самата цигла. Имаме нов кров, нови подови, нови зидови, нова фасада се разбира, нова електрична инсталација, нова водноводна мрежа, канализација, значи комплет целосно реконструкција, не само да направиме импровизација дека сме реновирали и сега да викаме да, реновирано е. Во тој дел исто така е и партерно уреден. Значи доле е направено место каде што има место за како шеталиште, има поставено клупи, место тревна површина која што, здравје Боже, на пролет ќе ја засееме. Има место каде што да поставиме и нови украсни растенија, така да тоа е во тек и ќе се случува од наредната година тој дел да го довршиме. Потоа реконструирана е училишната зграда. Таа е исто така реконструирана од почеток до крај. И во неа е направено замена на подови, замена на кров, ставена е нова канализациона мрежа, поточно каналот кој што беше
така било градено, поминуваше низ низ темелите на самата зграда. Сега каналот е исфрлен надвор и приклучен на канализациона мрежа, која што си ја имаше, но факт е дека училиштето така било градено. Значи нова канализација, нова водоводна мрежа, тука е поставена нова инсталација, реков подови, направени се дури на друг начин училниците. Во самото училиште претходно имавме мала спортска сала, сега таа мала спортска сала е преадаптирана и е направена во училници, во тоалети. Значи тоалетите ни се реконструирани, значи просто не знам, можеби нешто ќе испуштам да кажам, комплетно, целосно се реконструирано. Парно е исто така променето во училишната зграда, а во интернатот и во работилниците е поставено целосно ново парно, таму и немаше порано. Таму грејење беше на дрва, сега е поставено цела парна конструкција. Така да фасадата исто во училиштето е реновирана. Имаме поставено лифтови за лица со посебни потреби. Освен лифтот кој што е од надворешна страна, имаме и внатрешно поставени платформи лифтови од еден до друг спрат. Значи, навистина не знам што да кажам, што не е променето. Значи, нема нешто што не е променето во училиштето и што не е реконструирано. И оно што е битно, направено е исто така и околу училиштето. Партерен дел е делимично уреден. Ние имавме нешто уредено, но сега и зад училиштето се направени патеки од бекатон, така да нема место каде што да речеме може да се оди по не асфалтирано или не поставен бекатон во самото училиште. Освен училиштето, интернатот, работилниците, делумно со проектот е предвидена и реконструкција на фармата, така да направено е пристапот до фармата е направен, потоа целата фарма од надвор е средена со фасада и внатре варосувана, а исто така е променет и под во фармата на место кај што треба да стои молзилиште. Бидејќи со овој проект е предвидено и ново молзилиште и набавка на животни кои што тука ќе бидат сместени. Сакав да додадам и дека фасадата што е ставена не само на училиште, секаде, значи на сите овие објекти, тоа е енергетски исплатлива фасада, значи ставено е доста изолација со голема широчина, така да навистина се надеваме дека со тоа ќе заштедиме многу на електрична енергија, на грејење и нема нешто што можеби, еве и ако сум испуштила, ќе имаме можност после да ми текне што е све реновирано. Сега што спомнавте за учениците, би сакала да кажам дека дел од учениците ја следат наставата онлайн. Тоа е што се однесува до предмети кои што се од општо образовни. Додека другите предмети што се стручни, како и вклучително практичната настава и учење преку работа, сето тоа се изведува во компании со кои што имаме исклучено договори и кои што секако настојуваат и да излезат по пресет наставата никако да не трпи. Значи, целосно е организирана настава, согласно наставни планови и програма, така да ниту еден дел од наставата не трпи и се е организирано во најдобар можен ред. Инаку целиот овој процес на реконструкција, што опфаќа, рековме, и опрема и градежни работи, се прави со европски фондови и се е тоа преку МОН, така да и набавката на овие опрема, па и на клупи и столчиња тече, значи е во тек и во момент кога ќе биде донесена, односно набавена, ќе биде донесена во нашето училиште и јас се надевам дека ќе имаме можност што поскоро да ве поканиме да присуствувате на некој од часовите, а се разбира на тој начин да можете и од внатре да видите што и како изгледа.
Инаку делот, практичната настава што реков, ја правиме во компаниите, но имаме и некои кабинети кои што се опремени, па учениците доаѓаат тука, ја ослободивме и спортската сала, па професори по физичко, децата ги доведуваат тука. Значи, постепено, но сигурно ги враќаме сите ученици на школа. Задоволни ли сте од годинашните уписи на учениците кои што својата иднина ја гледаат во дуалното образование и за кои профили годинава имаше најголем интерес, односно беа најатрактивни за средношколците? Значи, и оваа година, како и минатата година, уписите протекоа во најдобар можен ред. Значи, можам навистина да бидам не само јас, туку сите наставници во училиштето задоволни од самиот тек на уписот, затоа што, како што и сами знаете, обично се намалува бројка на запишани ученици, што е тоа некоја нормална ситуација со оглед на мален број и на новородени деца, но ние како училиште можеме стварно да бидеме задоволни и да се пофалиме со тоа што имаме запишано повеќе ученици и минатата и оваа година. Значи, оваа година запишавме во просек по 200 ученика. Значи, и минатата беше така, еви и оваа година задржавме тој тренд. Се разбира, за да ги привлечеме учениците, вложивме многу труд, вложивме сите, и наставници, и ние како и јас, ама и целиот менаџерски тим во самото училиште. Воведовме и нови струки, се правиме за да можеме да ги привлечеме учениците, но не само за да ги привлечеме, но и заради тоа што сакаме да воведеме профили кои што навистина ги нема во градот, кои што се дефицитарни и би било убаво да ги има и да почнат да излегуваат генерации на нови ученици, на ученици со нови профили, а не се она што до сега го имавме. Ова година, значи, како нов профил го воведовме од здравствена струка, дентален асистент, и можам да кажам дека заинтересираност и покрај тоа што воведовме, здравствена струка и сообраќајна, сепак моментално е таква ситуација. Најголем интерес и најмногу запишани ученици се уште имаме во земјоделско-ветеринарна струка, а потоа во здравствена, сообраќајна, прехранбена, машинска и лични услуги. Јас мислам дека оваа ситуација ќе се промени во наредните години, затоа што се уште некако не се уште учениците не им е прифатливо се уште, пошто кај нас знаете како тоа оди, по традиција во Киро Бурнас немам здравствена струка и тешко оди убедувањето дека не има здравствена струка. И сега, мислам дека со години понатаму ќе се конечно во свеста на учениците, на родителите, па и на целата јавност ќе влезе дека и во Киро Бурнас има здравствена струка, и тоа со фармацевски техничар и техничар дентален асистент, кои што на тој начин и повеќе ученици ќе дојдат во таа струка. И мислам дека во наредните години можеби овие две струки ќе бидат со поголем број на запишани ученици. Дали со преминување во регионален центар за стручно образование и обука, Државното средно училиште Киро Бурнас се стреми да биде лидер во реформите на образовниот процес и дали веќе се чувствуваат бенефитите, односно предностите, а може и да позборуваме повеќе околу предностите на еден регионален центар за стручно образование и обука? Да, секако. Значи, ние навистина со преминување во регионален центар се стремиме да бидеме лидери во реформите во образованието. И со самото тоа што кога поминавме во регионален центар, не е само дека поминавме така, проформа сме поминале во регионален центар. Ние всушност и добивме многу поголеми можности, добивме многу поголеми дејности со кои што треба да се занимаваме. Ние со дел од дејностите веќе почнавме, но со еден дел уште не сме. И мора стварно да се каже дека овој процес на преминување од средно стручно училиште во регионален центар не е баш да се случи преку ноќ. Тоа е процес кој што со години се
надоградува, за да може би после неколку години, може би 4-5 години, да профункционира така како што навистина и треба да функционира. Но пак ја кажам, се чувствуваат, веќе почна да се чувствуваат придобивките од тоа што поминавме во регионален центар. Значи, ние како една од додадени дејности, кои што досега сме ги немале, имаме задача да вршиме анализа на пазар на труд, и тоа не само за нашата општина, туку за целиот североисточен регион. Тоа значи дека имаме и задолжено наставници, и задолжени и помош од некои експерти кои ни кажуваат како тоа све да го спроведеме. Значи, имаме посета на општини во североисточен плански регион, каде што се обидуваме да дојдеме до оние профили кои што во кој регион кој профил му е потребен, и врз основа на тоа да бараме и таков профил да се воведе во нашето училиште, или зависи, не мора во нашето училиште. Ако е тоа проблем, да кажеме, во Крива Паланка или во Кратово, тогаш да имаме таа можност да од Министерство за образование и наука припомогнеме, да речем, со наши извршени анализи дека во Крива Паланка е потребно таков и таков смер, и да им помогнеме да и тие воведат струка која што е за нив битна. Она што е исто придобивка за нас, што овозможуваме и образование на возрасти. Освен формално, имаме можност да правиме и да изведуваме образование на возрастни, да вршиме преквалификација и доквалификација. Тоа се однесува баш на возрастните, не на учениците. Значи, на тој начин кандидатите ќе може да се стекнат со некоја нова квалификација, која што ќе им биде потребна или за напредување во работата, или пак да си бараат ново работно место, да отворат свој нов бизнис. Значи, имаат поголеми можности ако се преквалификуваат, отколку да седат на биро и да чекаат со она што веќе го завршиле, а еве се случува да не можат да најдат работа. Уште една новина која што исто така ни дава, да речеме, некоја мотивација, предност, како да кажем, е што ние како училиште, односно како регионален центар, за прв пат започнуваме со воведување на валидација. До сега во ниту едно училиште нема во Македонија, а ние, јас и минатиот пат кога бевме, кажав дека ќе отпочнеме, и така и се случи. Веќе во училиштето формиравме работна група за валидација, која што почна да оди на обуки, и во рамки на таа работна група за валидација дел од наставниците се спремаат за оценувачи, а дел се спремаат за оценувачи. Значи, едни се за обучувачи, едни се едни за советници, едни за оценувачи. Тука има разлика, значи советници се оние кои што ќе треба да ги советуваат кандидатите што треба да направат, која документација да подготват, за да можат да си го валидираат своето знаење, а другата група на наставници ќе бидат обучени да бидат оценувачи, поточно да можат да го оценат сето она што самиот кандидат има да го покаже како знаење, и да со тоа му дадеме сертификат со кој што ќе биде конкурентен на пазар на трудот. Ваквата можност ни ја дава фактички концепцијата за развој на регионални центри во Република Северна Македонија, а пак со донесување на новиот закон за средно образование и законот за средно стручно образование, тоа веќе и законски ќе биде целосно покриено. Но ви кажувам, не чекаме. Во меѓувреме ги подготвуваме наставниците за да не искочиме затечени. Законот е веќе при крај, значи работна верзија веќе е завршена, сега е на разгледување по комисии и многу скоро се очекува и да биде изгласан. Вашето училиште месецов го одбележа и патрониот празник со целонеделни активности. Кажете ни со какви активности го прославивте патрониот празник на училиштето, а паралелно со тоа го одбележавте и Светскиот ден на храната, традиционално веќе 8 година поред. Така.
Значи, во октомври ни е патронен празник на нашето училиште и оваа година и минатата така беше, некако така одлучивме да не биде денот одбележен само на еден ден, туку секогаш и минатата година и ова ставивме да имаме недела на патронен празник, што значи дека секој ден имавме по некоја активност или по некоја надпревар, случување која што беше во знак на нашиот патрон. И така и оваа година, во рамките на патронен празник или во рамки на таа недела, организиравме неколку надпревари. Имаше мал фудбал, тоа е спортски надпревари, потоа имавме надпревар во литературно читање на македонски јазик, на англиски јазик, имавме надпреварување во најубава шминка, најубава фризура, и така да цела недела имаше активности кои што доста се одвива во нашето училиште. Учениците беа мотивирани затоа што го ставивме од надпреварувачки карактер, да не биде ревијално, туку да има и кој освоил прво, второ, трето место. Така и се случи. Децата дадоа поголем допринос, се ангажираа повеќе и навистина оние кои што си освоија прво, второ и трето место добија благодарници. На самиот ден на патронен празник положивме свежо цвеќе на бистата, и ние и учениците, и ете со гордост можеме да кажеме дека трета година поред, не знам тачно како беше, имаме можност да положиме цвеќе на биста на нашиот патрон, бидејќи долго време ние имавме само училиште, но биста на нашиот патрон не беше во нашиот училишен двор, сега е тука. И се чувствуваме навистина поубаво кога имаме каде да положиме цвеќе, и оваа година, како и сите години наназад, не изостана посетата на синот на Киро Бурнац, кој што иако е во многу го постара возраст, секогаш го доведуваат и положуваат цвеќе на самата биста. Кои се пораките кои што ги упативте по повод Светски ден на храната? Да кажам дека бидејќи ни се некако близу патрониот празник и Светскиот ден на храна, и тоа го споивме со патронен празник, па 16 октомври, Светски ден на храна, некако го приклучивме на наш патрон и оваа година 6-ти пат организираме Светски ден на храна, но минатата година, оваа година, а се надевам дека и наредни години, одбележувањето ќе продолжиме да го правиме тука, во центарот на градот. Претходни 6 години го правевме во училиштето, не беше лошо и тоа, но вака мислиме дека е подобро, затоа што посетеноста е поголема. Во центарот на градот има и случајни минувачи, не само поканети гости, така да посетеност на Светскиот ден на храна е поголема. Оваа година беше мотото водата е живот, водата е храна, и со самиот назив кажавме дека треба да се обрне поголемо внимание на водата, да не се загадува, рационално да се користи повеќе јадење кое што содржи течност, бидејќи таа стварно е живот за еден организам. И така знаеме дека 75% од човечкиот организам го сочинува водата, и упативме порака да сите колку што можеме се вратиме на здрав начин на исхрана и користење на повеќе течност, односно повеќе вода. Неодамна ваши ученици и професори од училиштето Киро Бурнац беа дел од меѓународните сајми Органска трпеза и Агромак, но со свој штанд се представија традиционално и на саемската манифестација Денови на медот во Куманово. Задоволни ли сте од она што го покажавте и прикажавте на саемските манифестации? Како беше интересот од граѓаните за вашиот штанд, кој што еве по моје лично мислење, значи беше многу интересен и привлечен за кумановци? Па така, ние и тоа е веќе помина во некоја традиција, затоа што веќе 6-ти пат како се организира Органска трпеза, и ние сме од првиот ден учесници на Органска трпеза, на меѓународниот саем. Тоа е меѓународен саем за органски производи, меѓутоа воедно сега се одржуваше и меѓународен саем за земјоделство, за технологија, храна и преработка на храна, Агромак.
Значи, од самото започнување на организирање на овие саеми, ние сме секогаш учесници, како ревијално, да кажем, учество ние, имаме изложбен штанд и затоа, навистина, како што и сами кажавте, даваме големо значење и многу труд вложуваме да го штандот направиме да биде најубаво уреден, бидејќи ние не продаваме производи, туку сме ревијално застапени на тие саеми. Се разбира не само и ревијално, туку и организацијски, значи се што е потребно, заедно со организаторот учествуваме во негово подготвување. На самиот саем учествувавме во тие мини форуми, панел дискусии, предавања, се разбира. Овде имавме можност да стекнеме и нови, да речам, пријатели, имавме размена на искуства со нив. Еве ова година присутни беа тука и представници, односно наставници и ученици од Земјоделското училиште од Врање, и имавме можност да оствариме контакт со нив и се договоривме да во наредниот период, и тоа многу скоро, можеби до крајот на неделата или наредна, сакаме да направиме еден меморандум за соработка со нивното училиште, обострана е заинтересираност, и така да ето имавме можност на случаен начин да се запознаеме со нив и веднаш во контакт со директорот на училиштето да се сложи да подпишеме меморандум за соработка. Што се однесува до денови на мед, тука исто сме од самиот почеток, бидејќи ние во училиштето имаме малку, неколку кошници со пчели, за кои што е задолжен професорот Горан Митевски, кој што инаку се занимава и факултативно со пчеларство, така да ние и тука настапуваме ревијално, и ова година од Пчеларското друштво Пчела добивме пофалница, добивме награда за 10-годишно учество на самиот настан. Како директор на Државното средно училиште Киро Бурна, заедно со наставници, односно професори од училиштето, многу често учествувате на обуки во Скопје во рамки на проектот ЕУ за младите. Кои теми се опфатени на овие обуки и која е целта? Па, вака, кога рековме дека поминавме во регионален центар, поминавме не само со градежни работи, туку во регионалниот центар поминавме и преку тоа што нашите наставници, а и менеджментот мора постојано да се надградува, професионално да се надградува. И фактички овие последни две обуки што ги имавме беа наменети само за менаџерскиот тим, додека веќе 2 години напоредно се течат обуки за сите наставници, стручни, но и општо образовни. Значи тука тоа така и ќе продолжи, мислам тука нема да застане. Тоа е едноставно една од обврските што ги добивме како регионален центар, да не престанеме со професионален развој на секој еден наставник. И не само на наставник, туку и на педагошката служба, па дури за одредени теми имаме обука и на техничкиот персонал. Тоа е, ви кажав, имаме придобивки, но имаме и обврски. Ова се обврски кои што не се лоши, напротив, ова се добри обврски, за кои што навистина некако, ако немаме такви обуки, се ставаме во една летаргија и одиме по усталена рамка, устален редослед, а вака со обуките и секогаш добиваме, истекнуваме некое ново знаење, некоја нова идеја како да се справиме со некоја ситуација. И последниве две обуки што беа организирани од ЕУ за тебе беа за врски со справување со стресот, и тоа беше важно. На изгледа што е битно, но битно е. Ако менаџерскиот тим е под стрес, сите ги се под стрес, и затоа беше потребно да имаме мали обуки за тоа, како и за личното организирање на време, не само на работно, него воопшто организација на времето. И тоа е важно.
знаете и сами дека ако не го организираме убаво времето, секогаш ќе ни недостасува или пак ќе го имаме премногу слободно. Така да ова беа добри 2 дена на обука кои што барем за нас менаџерскиот тим што бевме таму, добро ќе ни искористат. Се разбира, тоа ќе го пренесеме и кај другите колеги кои што нема можност заради ограничена бројка, нема можностите да бидат таму. Така, Киро Бурнас неодамна беше домаќин и организатор и на тренинг семинар во соработка со Европскиот центар за современи јазици и Министерството за образование и наука на Македонија. Колку учесници имаше и какви се искуствата од овој тренинг семинар? Па, еве и ова е една од дејности која што ни беше дадена кога станавме регионален центар. И прва што во низа, што се надевам ќе следат понатаму, ова ни беше ватрено крштење, значи прва обука која што ја направивме во рамките на регионален центар. Ова беше обука која што е организирана од Европски центар за современи јазици од ГРАЦ и Министерство за образование и наука. Ние бевме организатори и како обучувачи беа обезбедени експерти од Италија и Холандија. Самата обука траеше 2 дена. Тука имаше обука извршена на наставници по англиски јазик од училишта во општината. Се разбира, упативме покана до сите училишта и колку што се пријавија, сите што се пријавија беа примени на таа обука. Ако имаше и повеќе, ќе направивме и уште 2 дена. Важно немаше да биде оставен ниту еден наставник кој што се пријавил, а да не биде присутен на обуката. Значи имавме околу 30 учесници на самата обука, во главном наставници по англиски, но не само по англиски, туку тоа беше за наставници по страни јазик. И целта на ова обука всушност и тоа беше како да направиме инклузија на оној предмет што го предаваме и друг предмет. Во овој случај беше јазикот со некој стручен предмет. Има плодна работа, интересна, барем од разговор со наставниците кои што беа тука, имаше од гимназија, Толи Зордуми, 11 октомври, сега може некој ќе испуштам, од Перонаков. Значи имаше повеќе наставници и од нивното кажување, согледување, гледам дека се задоволни од обуката, беше интересна, повеќе во работна атмосфера, не она само предавање, и мислам дека тоа доста ќе им користи. Едноставно се здобија и со сертификати кои се од меѓународен карактер. Се надевам дека и тие се задоволни, па сега ќе продолжиме и понатаму. Ако имаме некој пропуст, секако ќе го коригираме. Така. Ученици и наставници од Киро Бурнас годинава беа вклучени во одбележување на детската недела. Годинава тоа беше во објектот Синоличка на детската градинка Ангел Шајче. Кои образовни профили беа вклучени во одбележувањето на детската недела? Нашето училиште во суштина мислам дека стварно нема некој настан што се случува во општината, а да не учествуваме. Единствено, ако нешто не сме запознаени дека постои некој настан, па да не учествуваме. Често пати сум кажала, и ја сега ќе повторам, нашите ученици навистина се желни за да го покажат своето знаење, можеби не толку теоретски, колку практично. Кога ќе добијат задача да учествуваат на некој, дали е тоа надпревар, дали е некој настан, манифестација, тоа го прават навистина со голем ентузијазам, желба и целосно се предаваат на задачите. Таква една соработка пред корона направи малку проблем, па престанавме. Инаку пред корона имавме ваква соработка со Дом за стари лица, Зафир Сајто, каде што нашите ученици по неколку дена, да речам, во месец одеа во Дом за стари лица и на некој начин не дека направиле некое големо дело, но на жителите на Дом за стари лица им го разубавува денот со тоа што им средува фризури, едноставно се дружеа со повозрастните.
Бидејќи нели беше корона, тоа веќе не беше можно заради безбедност на самите жители на дом за стари лица. И затоа од минатата година пак почнавме да ја посетуваме градинка во рамките на детска недела. И ова година исто така. Сега беше, минатата година беше во друга градинка, мислам од објекта, сега бевме во Синоличка. Тука се вклучени наставниците и учениците од лични услуги, и тоа фризери и козметички техничари. И оваа година беа во дружба со дечињата од градинката. Таму имаше направено и ревија на ученици, на овие малите дечиња со фризури, кое е најубаво. Не правеа, се разбира, тоа се деца, немаше она прво, второ, трето место, но сите ревијално се покажа со нови фризури, сите беа заинтересирани и навистина тој ден беше многу убав. Се надевам дека ќе предложиме на директорката, ако има можност, и со неја да го повториме овој настан. Не мора само детскиот ден, денот на детскиот недела, уствари, да биде повод да ние посетиме градинката, може и по некои други активности да учествуваме и во други објекти. Вашите ученици редовно учествуваат и во спортски активности. Една од таквите спортски активности беше и турнирот во мал фудбал, организиран од МВР, односно СВР Куманово. Може ли да ни кажете уште за оваа активност? Со спортот некако завршуваме. Така. Значи, ние со Одделот за превенција при СВР Куманово имаме добра соработка и на секој настан кој го они организираат учествуваме. Така беше и овој пат. Имаше надпревар во фудбал, земавме учество. Тоа беше еден спортски надпревар кој што имаше мото спорт да, дрога не. И самиот назив и покажа што е целта фактички на тој надпревар во фудбал. Подобро е младите да се занимаваат со спорт, со здрав живот, со здрави навики, отколку да конзумираат дрога или да подлежат на некои други пороци. Ние на тој надпревар освоивме трето место. Не е битно кое е, важно е да се учествува, но се разбира убаво и кога ќе се освои некоја награда. Нашите ученици трето место освоија, беа предводени од наставникот Ненад Георгиевски, професор по физичко, и Елена Ѓурковска, така да во секој случај убаво поминавме и убава дружба имаше, а се разбира и убава порака беше пратена до младите. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето и ви посакувам уште многобројни активности и успеси во иднина. Ви благодарам на поканата, секогаш кога ќе бидеме повикани од нашето училиште, некој сигурно ќе присуствува. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Се гледаме следниот петок. Пријатна вечер.